Преминуваме на новинарски прашања. Ќе ве замолам микрофонот, кренете рака и кажете до кого го упатувате. И на почетокот би ве замолил да се држиме до темата, а подоцна доколку имаме време, можда и нешто надвор од темата. Момент, Саше, поред ќе одиме. Значи, колку очекувате странски директни инвестиции во текот на следната година, значи само странски инвестиции, и во овој контекст како ја го оценувате рангот на Македонија на листата на Forbes? Знаеме дека има пат од 28 позиции во поглед на условите за водење бизнис. Еве вака. Значи ова програма или програмата за економски раст на Република Македонија има амбиции да биде екстремно примамлива за странски и домашни инвеститори. Јас се надевам на максимален обем. Но она што го очекувам да биде повеќе од порано. Заради тоа што видовте дека и параметрите покажуваат дека оваа програма нуди повеќе. Истовремено условите кои што се создадени во Македонија и те како нудат повеќе. Мислам на позитивната севкупна пријателска клима која што е создадена во Македонија. Се надевам и на натрешен план ќе паднат политичките тензии. Сето тоа е важно за еден инвеститор да се охрабри, да донесе одлука, да повлече кредити и да влезе храбро во инвестиционен циклус. Мене ми е значајно заради тоа што и дома препознавам сериозни големи ресурси. Ако и домашните компании бидат охрабрени, јас сум убеден дека драматичноста на политичката криза низ која што помина Македонија и доведе до таквите параметри кои што ги спомнавте по Forbes, веднаш ќе бидат пренабрегнати и ќе се вратиме да блескаме во делот на примамливоста за инвестиции домашни и странски во Република Македонија. Саше, повели и ќе ве замолам по едно прашање по медиум да си го испочитувате и вашето време и нашето. Може и три, кратки. До вице-премиерот Кочо Ангишов. Господин Ангишов, дали може да се тргне границата 29 години за самовработување, кое што сега е како лимит? Треба да имаш до 29 години за да државата ти помогне да формираш бизнес идеја. Ако некој сака да работи, колку сака нека едноставно да му се даде шанса. Второ, дали има шанси за да се направат државни бизнес инкубатори, бидејќи вие рековте ако има иновативност, но што ако некој сака да отвори нека фирма што ќе работи на интернет, не мора да е иновативна, ама ако има бизнес модел и профит, нека се проба во тие државни инкубатори, каде што државата би ги покрала само режимските трошкови, а он нека проба, нека работи, па нека се докаже ако му успее. И трето, дали има шанси да се помогнат инвестициите во неразвиените градови, кои што се буквално уништени, као Кратово, например, да му даем уште 10% на странските инвеститори ако сака да отвори хала во Кратово. Хвала. Ви благодарам за прашањата. Јас ќе тргнам по ред. Значи, прво 29 години вработување одам активните мерки од Агенцијата за вработување. Додека оваа програма која што ние денеска ја презентираме, она не подразбира никакво старосно ограничување на вработувањето. Значи, апсолутно нема старосно ограничување и е во правец на тоа што вие го констатиравте. Понатаму, второто околу инкубаторите се разбира во мерките за мали и средни предпријатија, а посебно значи во последниот дел каде што кажав дека се формира фонд е точно за таа намена и апсолутно нема никаква врска дали тука има иновативност или нема иновативност, само аплицирањето за тие средства ќе оди преку фондот за иновативност. Но таа програма не подразбира дека мора да има иновативност. Доволно е да имате добар бизнис план, државата ќе ве поддржи, ќе влезе со еквити во вашата структура и ќе ви биде партнер во креирањето на компанијата. Што се однесува до последното прашање, каде што се однесува на регионалниот развој, оваа влада ќе биде посветена на равномерен регионален развој. Значи, не можеме ние да покажуваме дека трошиме средства, а при тоа да правиме еден голем град, а да не правиме држава. Ако сакаме да правиме држава, мораме да обезбедиме за сите граѓани во Република Македонија да имаат приближно исти услови за живење во сите делови на Република Македонија. Но тоа ќе биде направено не преку оваа програма, него преку програмата за регионален равномерен развој, за кој што минатиот ден, значи вчера, го конституиравме советот и ќе почнеме во таа насока да работиме. Јас се извинувам, надвор од вашето прашање ќе искористам приликата да кажам нешто што претходно испуштив да го кажам во презентацијата. А тоа е дека оваа програма посебно ќе биде поддржувачка за македонската диаспора и дека министерот Едмонд Адеми
посебно ќе биде насочен кон атрактирање на целото македонско иселеништво да дојде да ја препознае оваа програма и македонските иселеници прв пат да бидат значајно поддржани од страната на државата. Јас се извинувам што ова го испуштив во презентацијата, но нема да ми замерите што сега го дополнив. Благодарам. Дека е најавено за овие активни мерки за вработување дека се однесуваат на 2017 и аплицирање до 30 април. Што со компаниите што нели од 2018 ќе сакаат да вработат нови за да си прават бизнис планови, колку работни места да планираат? Значи, програмата е детерминирана на период од 5 години. Тоа значи дека сите кои што година за година ќе ги исполнуваат условите, ќе може да ги користат и мерките. Значи, ние сега ќе дозволиме да аплицираат со завршните сметки од 2017 во март 2018, бидејќи завршните сметки се предаваат заклучно со крајот на февруар 2018 за 2017. Тие кои што ќе вработат во 2018 и ќе направат инвестиции во 2018 или ќе задоволат биро кој од критериумите во мерките, тие ќе аплицираат со завршната сметка за 2018 што ќе ја предадат во крајот на февруар 2019. И така натаму следните 5 години. Така секој инвеститор кој што сака да отвори инвестиционен циклус ќе има предвидливи околности и услови во кои што ќе има предвидлива поддршка од државата и од владата за својот инвестиционен циклус. Благодарам. Повелете дали имаме други Нина? Да видиме прво на темата дали имаме. Колегите позади. Господин Заев, во врска со странските инвестиции, колку би било пречка фактот што Македонија не е членка на НАТО и колку членството во НАТО идната година би било многу атрактивно за странските инвеститори? Сеќавам имав интервју 2008 со румунскиот амбасадор и тогаш ми рече дека од 1 милиарда странски инвестиции наредната година, првата година од членството во НАТО, инвестициите се покачили на 4 милиарди. Во овој смисол. Постојат повеќе причини зашто Македонија со приближно 75 до 80% од определбата на граѓаните за НАТО и ЕУ, а со тоа и оваа влада, драго ми се и сите политички субјекти во државата се во тој правец, цела лепеза на причини, но една од најважните причини е економијата и економските придобивки за граѓаните. НАТО да, значи безбедност и стабилност, но НАТО пред се значи економски раст, економски инвестиции, работни места, поголеми плати и перспективи пред се економски. И видовме пример од најблиското соседство. Бугарија, по параметрите кои што ги имаме изучувано, до своето членство во НАТО, има инвестиции странски во просек од некои 450 милиони евра. Кога станува земја членка на НАТО, инвестициите растат повеќе од 6 милиарди. Барем во таа година. И после охрабрувањето продолжува со импакти во следните години. Во Албанија инвестициите се 5 пати зголемени наредната година од кога таа стана членка во НАТО. Внимателно ги следиме и оваа година и со импакти за следната година во Црна Гора, која што е последната земја членка во НАТО. Ово кажувам заради важноста од многу аспекти, но пред се на економскиот аспект, да се биде членка на НАТО, па дури да се добие охрабрување, многу значајно за домашните и странските инвеститори, кој што се вика датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Затоа будно посветено работиме. Во овој период мислам дека се наоѓаме во една измеѓу фаза, во фаза во која што првата беше скарени во регионот, скарени со сите соседи, пракосевме на западниот свет и слично, до конечната цел полноправни членки во НАТО и ЕУ. Во моментот сме пријатели. Пријатели сме со сите. Ова е мала земја, своите перспективи не може да ги гледа само на домашниот пазар. Затоа еден од столбовите е извозот. Ние преку пријателски атмосфери ќе номинираме услови кои што се охрабрувачки некој да заложи дома се што има, да земе кредит, да инвестира во Македонија, за да плаќа даноци, да дава плати и кога ќе заработи, тој профит пак да го лупне во нови плати и во нови даноци. Мора да постои атмосфера за оваа работа. Таа плюс атмосфера, нова пријателство, може да биде само дополнително со членство во НАТО и во Европската унија. Колегата во последниот ред, после Весна Панина. Повелете. Македонско радио.
Господине Заев, дали сте информирани од генералниот секретар дека вчера почна отказни решение за група роми кои работат во владата? И не само за нив, него и за дел од македонците кои работат како државна администрација. Дали сте информирани и што чекори ќе имате за тоа, да тоа е голем и тежок проблем за тие луѓе што работат? Еве вака, знаете дека владата ниту помислува, ниту има намера да испушта работници. 6 месеци се молиме да дојдат на работа. Се молиме, луѓе, дојдете на работа. Законот е 3 дена. Не се доаѓа на работа. Лицето кое што ги подпишува платите носи законска одговорност. И апсолутно опомени, врз опомени, сеанси, состаноци. И со овие предлози за отказни решенија, пак закажавме состанок. Меѓу Нова година и Божик, јас се видам со луѓето лично, за да се убедиме дека ако зимате плата, мора да доаѓате на работа. Тоа се граѓани наши, јас не ги делам на македонци, роми, албанци, турци, мора да доаѓаат на работа и апсолутно да ја работат својата работа. Само тоа е причината. Се надевам дека ќе се потврдиме во тој дел, за да можат сите тие луѓе честно да се извршуваат работата за која што граѓаните преку даноците ги плаќаат. Да, господине Заев, тоа било во времето кога ВМРО ги запосли тие луѓе во администрација. Но тие не добиле картичка 3 дена и затоа тие 3 дена се како наводно не дојдо на работа. Тоа е проблемот. Ние ги поминавме тие работи со картичката, па не добиле, па биле евидентирани, па им се давало картичка еднаш неделно да ја отчитуваат само доволно. Поминавме во дебати и дискусии со нив многу преку тоа. Јас и службите предводени од генералниот секретар на владата. Дојдовме до една фаза која не доаѓаат на работа. И треба да знаат сите, немаме намера, до денеска, иако сме дојдени во финална фаза, дај Боже луѓето да тргнат да работат. Мора да работат ако сакат плата. Тоа важи за цела администрација. Апсолутно секој што ќе сака да работи и честно да се ја сработува својата работа за која што граѓаните на Македонија го плаќаат, нема да биде избркан. Ниту еден од нив. Јас не ги знам ни по име, ни по презиме, тоа се мои сограѓани. И апсолутно се надевам, ако се убедиме дека мора да одат на работа, тогаш и ќе останат на работа. Весна Панина. Господине Заев, ВМРО ДПМН денеска излезе на пресконференција со информација дека се уште нема договор, односно дека траат консултациите за враќање во собранието на дневен ред, таму се реформски закони. Што ќе биде преземено? И накратко, дали се условува враќањето на ВМРО ДПМН во собранието со ослободување на притворените за 27 април? Јас вчера се видов со новиот председател на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски. Имавме навистина конструктивна дебата, разговор по многу важни прашања. Во најголем дел се согласивме, да, точно, во еден дел не се согласуваме. Една од причините за кои што не се согласуваме е дека можеме да разговараме тоа што е взаемна надлежност на партиите, политичките. Јас сум и предводник на владата на Македонија. Тоа што не е наша надлежност, ние не можеме да го дискутираме. Постапките на судот и на јавното обвинителство се надвор од нашата надлежност. И тука не можеме да разговараме. Но мене ми е драго што за нив е доволно. Мојот повик, што секогаш го користам, дека притворот треба да се користи во крајни инстанци. Крајни инстанци. Тоа го знаат најмногу вработените во правосудните органи. Тоа се судовите, обвинителите кои што барат притвор или не. Има многу олеснителни мерки. И во тој дел и денеска останувам на тој став. Јас мислам дека и мене, но и поголем дел од граѓаните ни е преку глава од притвори. Притворот стана казна. Не ни треба тоа. Сакам транспарентни судски процеси од Заев, кој што е прво извршната власт, па и за сите граѓани на Република Македонија. Посебно изразено за политичарите. Ако има докази, доказите се богови во постапката по нашето законодавство. Ако има докази, секој ќе одговара. Ако нема докази, ако нема доволно докази, никој не треба да одговара. По тој аспект охрабрувам независни постапки на правосудните органи во Република Македонија. Истовремено, мене ми е драго што прифаќаат еден ваков однос на власт. Заради тоа, јас очекувам најбрзо можно пратеничката група на ВМРО ДПМН да се врати во парламентот. Седницата е одложена, која што беше закажена за денеска. Мислам дека беа 5 седници за продолжение. Утре имаме пратенички прашања и ние ќе бидеме таму. Но институтот пратенички прашања е пред се за опозицијата. Ние веројатно ќе одговориме ако има од опозицијата, БЕСА, не знам, другите партии, ќе бидеме таму. Но немам намера утре јас да одговарам на пратеничките прашања владеечкото мнозинство. Тоа
Не е честно пред граѓаните. Јас ќе бидам таму, имат право и тие пратеници секој да постават прашање. Ако не дојде ВМРО да помне, тоа ќе трае кратко, но искрено се надевам, ако утре веќе не се појават во парламентот, дека ќе се појават веднаш после новогодишните празници, кога ќе биде закажена следното продолжение на седници или нови седници. Знам дека председателот на собранието планира на 9 јануари продолжување на седници кои што не се завршени. Искрено апелирам заради иднината на Македонија, опозицијата да се врати во парламентот и да работиме заедно на реформите и за нашите ЕУ и НАТО интеграции, како и заедно, секој во својот сегмент, во унапредувањето на сеопштиот квалитет на живот на нашите граѓани. Може да прашам, значи има информација дека замениците од партијата на Зијадин Села даваат оставки, значи ја напуштаат извршната власт. Како тоа го коментирате? Дали имате и вие таква информација? За мене е логичен чекор, заради тоа што господинот Зијадин Села на состанокот во мојот кабинет беше дециден дека не прифаќа подпредседател на влада за реформи. Сепак оставија можност да дискутираат во партијата, дискутираа во недела, објавија дека остануваат, се понадевав дека ќе останат и ќе доразмислат за подпредседател на владата. Веројатно тоа е последица дека конечно се откажале од прифаќањето на понудата подпредседател на влада за реформи, а согласно тоа и ги повлекуваат чекорите на повлекување на своите луѓе. Јас ќе ја почитувам нивната одлука како ќе биде, но секако сакам да се остави отворена врата, отворен прозор на соработка, прво таму кај што мораме да соработуваме, а тоа е интересот на граѓаните, реформите и важните процеси во Македонија, но се надевам и на секаков вид на друга соработка во иднина. Љупка? Изминативе денови имаше информација дека вработени во одредени инспекцијски служби не добиле повеќе од 3 месеци плата заради тоа што наводно немало директори поставено. Дали оваа информација е точна и ако е точна, кога и како ќе го решите овој проблем? Информацијата е точна, заради тоа што директорите станаа градоначалници од сите партии. И директорот на државниот градежен инспекторат, на пазарниот инспекторат, на комуналниот инспекторат, мислам дека стана пратени со испразнувањето на места заради градоначалници кои што пратеници станаа. Владата ги подготвува сите аспекти. Мислам дека меѓу Нова година и Божик на таа владина седница ќе бидат именувани новите директори за да можат да ги земат платите кои што се заостанати, тоа е ноемвриската плата, мислам, а и декемвриската плата. Значи една плата се доцни, треба да знаат вработените во тие институции дека новиот директор веројатно првата задача ќе биде да даде плата. Платите и стојат во буџетот на сите тие институции ќе бидат исплатени. Саша Повели. Премиер овие денови јавноста со право е релатирана бидејќи неколку директори објавија огласи за набавка на автомобили по 25 по 30.000 евра. Дали може како влада да ги Јас знам еден, да ми кажете некој друг. Еден во клинички центар и еден во агенција за стокови резерви. Повлечено е тоа стопирање. Сакам прашањето ми е дали може како влада да ја ограничите сумата на 10.000 евра, па он може да си купи Астра, Рено, убави колички има за 10.000 евра, да се знае кој може да вози лимузина, а он ако сака нека си даде отказ, па нека си купи со своји пари Порше ако сака. Тоа е. Ја сваќам и филозофијата на прашањето. Велиме дека влегуваме во стабилизација на економијата, не може да има стабилизација ако се купуваат поприлично скапи возила. Јас ја секој пат со разбирање согледувам потребата на институциите. Кога бараме трудовиот инспектор да се појави и да фати аномалии и да го заштити работникот, тој мора да има и возило. Верувајте, се купувале возила за пред се врхушките, останале доле, но се согласувам со вас, тоа мора да биде рационално. Имаме и tekako квалитетни возила на лимитирани цени, таму кај што е неопходно потребно. Таму кај што постојат возила, треба да ги користиме тие возила. Ако одиме во стабилизација, треба сите да засукаме ракавите и да се откажеме од непродуктивните трошоци. Се согласувам и ја користам приликата да апелирам. Да одат во рамките на нормалата. Ние сме сепак јавна администрација, слуги, сервис на граѓаните. Треба да им служиме честно и транспарентно, но и отчетно. Од тој аспект, апелирам до сите институции кои што најголем дел од нив се независни во своите одлуки, сепак јас сум врвот на пирамидата во извршната власт. Директно апелирам да ги рационализираат своите средства за набавки на возила и за други непродуктивни трошоци кои што ги имат во рамките на своите буџети и да одат во нешто што е нормално, прифатливо и логично, а не со многу пари за скапи возила.
Мирко Алсат, телевизија. Само да се надоврзам на прашањето во однос на коалицирањето со Алијанса на албанците, дали доколку дефинитивно, бидејќи очигледно таква беше одлуката, колку што можевме барем и ние да разбереме како медиуми, излезе од коалицијата партијата на Зијадин Села, вие како влада ќе преминете кон разрешување на сите функционери кои што беа назначени од оваа партија и на нивно место да се назначат евентуално други, и дали е доведено во прашање мнозинството во собранието? На последната одлука на парламентот, односно седмица каде што се одлучуваше за кадровски прашања, немавме гласање од двајцата пратеници од Алијанса за албанците. И тоа само по себе покажа какви ќе бидат идните намери на Алијансата за албанците. Гледате дека не сум премиер или политичар кој што брза веднаш некого да смени. Кога ќе влезете во внатрешноста во Гевгелија, не знам, има 32 подрачни единици, 8 се променети. Другите треба да одат по транспарентна постапка, нормално по пат на конкурс, едно по едно. Кај брзаме? Тоа се наши граѓани. Јас верувам во капацитети на многу луѓе и од претходната власт и би ги искористил до крај, и јас и препорачувам на сите менаџери по институциите. Ние треба да ги искористиме нашите капацитети. Во тоа име, јас не брзам нешто со разрешување. Денеска Сабајле преку медиумите прочитав дека почнале да си дават оставка луѓето. Ќе го следам процесот, ќе видам за што се работи. Има и како квалитетни луѓе, помеѓу тие луѓе со кои што јас лично би соработувал. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во наредната прилика.